19 јуни 2025 година, четврток, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Дневникот го стартуваме со информации од земјоделието. Над 8 милиарди денари исплатени субвенции за земјоделците, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за тековите во земјоделието. Апсолутно е тоа точно и тоа го покажува новиот извештај на Државниот завод за статистика. Имаме двоцифрен раст на аутпутот, односно зголемување на цените кон откупувачите, кои што генерално оди за извоз, и би рекол незначителен од 1,2% зголем инпут во трошоците, во расходната страна на земјоделците. И тоа е веќе неколку месеци и тоа е одлично. И тоа е одличен параметар. Тоа значи дека повеќе пари за инвестиции, повеќе пари за земјоделците. Што се однесува до поддршката која што ја дава оваа влада, сакам да напоменам дека изминатава година се повеќе од 8,6 милиарди денари пари дадени на земјоделците за исплата на заостанати субвенции. Од 2021 плаќат. Од 2021, 22, 23, 24 мислам дека е заокружена. Сега треба да се размислува за тековната година. Така што од 2021 се плаќа за останати субвенции. 8,6 милиарди денари отприлика. Денеска во Кавадарци се одбележаа 112 години од Тиквешкото востание. Делегации предводени од градоначалникот Митко Јанчев положија цвеќе на споменикот во парк Полана, а историски час одржа Марија Михова од Музеј Галерија. Тиквешкото востание е објавено на 12 јуни 1913 година во Ваташа. Бил формиран востанички штаб составен од видни војводи кои учествувале и во Линденското востание. Лазо Бањански, Мишо Шкартов, Коцо Сизов, Ристо Михов, Тасе Мурџев и други, како и сите војводи на организацијата. Востанието започнало на 19 јуни 1913 година со сигнални огнови по селата Мрежичко и Рожден, најавувајќи ја борбата против новата српска управа која го заменила турското робство. На 19 јуни започнало востанието во кое земаат учество околу 200 востаници, обични граѓани кои првпат земале пушка во раце, а заедно со четите на ВМРО околу 1000 востаници. На 19 јуни востаниците успеале да го ослободат Неготино и селата од десната страна на реката Вардар од Емеркапија до Рожден. Истиот ден било ослободено и Кавадарци. Со отпочнувањето на војните дејствија, четите предводени од војводите Милан Ѓурлуков, Христо Чернопеев, Петар Чаулев и други војводи, започнале широки воени акции врз објекти и воени пунктови на српските вооружени сили на територијата на Тиквешијата. Покрај Кавадарци, Неготино и Ваташа биле ослободени скоро сите села во Тиквешијата, околу 50-тина, каде била воспоставена народна власт. На општинската зграда во Кавадарци било истакнато револуционерното тиквешко знаме од 1903 година, на кое пишувало «Слобода или смрт», а под него Тиквешки револуционерен округ. Слободните 7 денови биле прославени со народна веселба и со собирање помош за востаниците. На 20 јуни било одржано свечено собрание, на кое било избрана и градска управа составена од 12 видни кавадарчани. Под притисок на голема српска војска, предводена од Василije Трбич, помогната од четниците на Јован Бабунски и Јован Долгач, на помош дошол и башобозикот на Јаја Ага со 250 вооружени души. За кратко време биле разбиени востаничките сили, кои веќе на 25 јуни биле принудени да се повлечат од заземените градови кон селата под планината Кожув. По задушувањето на востанието, местното население било подложено на страшен терор и репресалии. Српската окупаторска војска, за да го заплаши населението, на колја врзала 150 тиквешани во центарот на Кавадарци и биле оставени да висат 30 часа на сонце. Потоа заедно со уште 50 други кавадарчани биле одведени во местноста Полјаната и биле стрелани. Според нецелосните податоци, биле извршени убиства и тоа во Бесвица 28, Бохула 44, Ваташа 37, Војшанци 19, Глишич 3, Кавадарци 25, Кошани 17, Курија 20, Марена 4,
Неготино 117, Рибарци 15, Рожден 5, Пепелиште 5, Прждево 35 или во целиот Тиквешки крај 545 луѓе. Тиквешкото востание во 1913 година било причина поради која српските воено-административни власти го извршиле најголемиот злочин во поновата историја на народот од овој крај. Биле убиени 550 мажи, жени и деца. 1000 куќи и дуќани биле запалени, 2700 луѓе затворени, а повеќе од 10.000 биле принудени да ги напуштат своите домови и да емигрираат. Тиквешкото востание е самостојно дело на тиквешкото население, спонтано, организирано и раководено од местните дејци, револуционери и војводи од организацијата. Населението од овој крај, секогаш бунтовнички расположено спрема завојувачите, својата храброст, патриотизам и национална припадност уште еднаш ќе ги потврди и во првите денови на бугарската фашистичка окупација на Македонија во 1941 година. За ово најдобро сведочат зборовите на Пане Попкоцев, ваташанец и учесник од јунските настани. За нас, тиквешаните, е безразлично кој е окупаторот или завојувачот. Ние не трпиме туѓо и во такви случаи не плашат жртвите што неминивно мораме да ги дадеме. Независноста за нас, тиквешаните, е најскапата народна светост. Нека им е вечна славата. Советот на општина Кавадарци утре со почеток во 10 часот ќе одржи редовната 57 седница. На дневен ред се повеќе предлог одлуки и програми. Ке можете да следите директен пренос од истата на програмата на КТВ. По претходни интервенции од јавното предпријатие Комуналец на канализационата линија се бетонираше крак од улицата Доне Попов со површина од 400 метри квадратни. Исто така во тек е подготовка за бетонирање на уште еден крак од истата улица. И денеска продолжија активностите за поголема безбедност во сообраќајот. Имено екипи на јавното предпријатие Комуналец работеа на молчирање на вегетацијата на патните правци кон селата Брушани, Ресава и Бегниште. Во тек е реконструкција на јавна површина на улица Партизанска во Неготино. Инвеститор на проектот е општина Неготино, а изведувач на работите е АС Машини Кавадарци. Станува збор за уредување на површина на улицата Партизанска до 11-катницата во Неготино. Вкупната површина која се уредува е 350 метри квадратни. Со овој проект се предвидува подобрување на условите на движење како на моторните возила, така и на пешаците. По повод 24 години од трагичното загинување на полицискиот службеник Косте Волкановски, Бирото за јавна безбедност Неготино во соработка и организација на општинската организација Црвен крст Неготино денеска ја спроведе 15-тата поред меморијална крводарителска акција во рамките на меморијалниот турнир Косте Волкановски 2025. Крводарителската акција започна во 9 часот, а траеше до 15 часот, при што се собрани 90 крвни единици. Објектот Македонско село повторно ги отвори вратите за посетителите по години за поставеност и пропаѓање. Комплексот кој се наоѓа на падините на Водно доби нови концесионери и инвеститори кои вложија во негово оживување, а денеска објектот официјално беше ставен во функција. Задоволство што уште еден заборавен, запуштен и би рекол полууништен објект се става во функција. Тоа е овој комплекс наречен Македонско село, благодарност до инвеститорите, до концесионерите, кои што се охрабрија да инвестираат и да понудат и на скопјани, но и на сите оние кои што ќе го посетуваат Скопје, уште едно туристичко, алтернативно и би рекол ултра квалитетно место каде што може да се ужива во преубав поглед, во преубави соби, апартмани би рекол и сигурен сум во прекусна храна. Така што јас би им посакал многу среќа во работата, се разбира.
ги повикувам сите оние кои што не го посетиле македонско село да дојдат да го посетат, да уживаат овде во тоа што го нуди овој објект и се разбира во периодот кој што следи да се погрижиме сето она кое што за жал изминативе 7 години беше заборавено, уништено, девастирано, полека но сигурно го обновуваме и повторно му го враќаме сјајот и го ставаме во функција едно по едно во зависност од приоритетите и можностите. Ова е многу важно. Туризмот, како што знаете, веќе го коментиравме, на почетокот на годината бележи воредни резултати. Кај странските гости имаме посебно огромен раст, повеќе од 20% споредено со истиот период од минатата година. Очекуваме тој тренд да продолжи и да се зголемува, работиме многу на тоа. Така што и Министерството за култура и туризам тука е исклучително многу посветено и се надам дека ова место за туристите кои што ќе го посетуваат Скопје ќе биде убаво место за уживање и почивка. Што владата ќе направи за да не се повтори оној исто сценарио што се случи пред 7 години со овој? Па ние како влада во рамките на нашите можности се разбира дека ќе направиме се за да не се случи тоа што, како што вие велите, се случи пред 7 години. Бидејќи многу е важно владата да има интерес да не се случи тоа. Доколку владата нема интерес, ќе се случи повторно тоа што се случи пред 7 години. Нова влада е решена да поддржува, посебно во делот на туризмот, угостителството, бидејќи цениме дека на тој начин домашната економија добива огромна додадена вредност, а македонските граѓани се добри домаќини кои што со своите вредни и вешти раце можат да приготват преубави специјалитети и сигурен сум дека на сите оние кои што ќе го посетуваат не само Скопје, туку и другите убавини низ Македонија ќе може да уживаат. На пресконференција директорот на ФЗОМ Сашко Клековски информираше за состојбата на повредените од пожарот во Кочани и нивниот третман. Сакам да потврдам дека нашата посветеност на повредените останува непоменета како првите часови, како првите денови. Таа е силна и ќе остане силна во иднина. Сите потреби на здравствени потреби за здравствена заштита на повредените од Кочани, трагедијата во Кочани ќе бидат на терет и на сметка и поддржани од страна на државата, односно од Фондот за здравствено осигурање. И ово треба да го нагласам, тоа ќе се однесува на долги стази и ќе се навратам што тоа значи. Значи, од третман на изгореници, на белодробие, друг тип на повреди, физикална терапија, нега, психосоцијална, се тоа ќе биде обезбедено и гарантирано од државата на долги стази. Во моментот ние се реструктуриравме комплетно да тие услуги бидат достапни во општата болница во Кочани. Знаете дека почетниот план беше да најголем дел од овие услуги се даваат во трите болници во Скопје, клиниката за пластична хирургија 8 септември и Светина Охридски. Меѓутоа со одвивањето на работите, барањето на повредените, окажувањето на експертите, прво физикалната терапија се пренесе во општата болница во Кочани. Од ова недела, мислам дека пред 2 дена беа 10 интервенции со плазма збогатена со тромбоцити. Исто таа терапија комплетно ќе се одвива во Кочани и мислам дека со префувањето и на пулмолошките прегледни, односно на спирометријата и гасните анализи, веќе најголем дел од здравствената заштита ќе се одвива во општата болница во Кочани. Централна точка за грижа за повредените стана општата болница Кочани и посебно да издавам директорката Катерина Мирчовска, како и конзилијарниот тим од 7 члена предводен од Горана Георгиева. Овие лица се фокална точка, централна точка за комуникација и за здравствените власти и сакаме тоа да биде и за повредените во однос на здравствената заштита. За сите други барања постои телефонската линија на владата и овие
институции и лица се во комуникација со сите експерти за изгореници со кои комуницираме во последниот период. Овој процес кој тече се адаптира и ќе трае. Кажев, јас предвидовме да најголем дел од третманот се одвива во Скопје, сега тој е пренесен во Кочани, значи се адаптира, а за трењето само ќе спомнам дека, например, компресивната облека, која сега ја користат 58 лица за други делови на телото, 8 врати лица, за врати лица се 8 лица, значи вкупно 66 лица, ќе трае, бидејќи се уште имаме 10 повредени лица кои се во болници. Имаме уште некои 15 лица кои најверојатно во наредниот период ќе им бидат земени мерки, значи процесот трае, ќе се адаптира и морам да кажам ќе трае 2 години. Значи препораките за употреба на компресивната облека е до 2 години и во тој период најмалку неколку пати на неколку месеци таа облека ќе треба нови мерки да се земат, да се менува, да се адаптира и така натаму и така натаму. Ова е, например, нешто што го правиме во ОД. Компресивните маски ги правиме во соработка со водечка фирма во Германија. Дел од адаптациите беа направени после посетата на британските експерти кои препорачаа физикалната терапија да сепак биде во Кочани и мислам дека тоа покажува дека тоа е еден динамичен процес. Дали парите за рекетот од Пулс завршија кај ВМРО ДПМН и Мицкоски? Праша на денешната пресконференција од серијалот Вистината за Кочани социјалдемократите. Поминаа 24 часа од објавата на скандалот која тресе јавноста. А ВМРО ДПМН е молк, ниту збор, ниту објаснување, ниту демант. Зошто молчите, господине Мицкоски? Македонија заслужува одговори. СДСМ вчера објави документарни информации дека фирмата Слатировски консалтинг, собственост на сопругата на началникот на СВР Штип, кој Мицкоски 4 месеци го штитеше. А долгодишниот е истиот тој донатор на ВМРО ДПМН. Покрај компанијата донирала и самата сопруга на Слатировски сериозни суми во 2020, 2021 и 2024 година. Истата таа фирма, според нашите сознанија, може би водела фиктивно сметководство за фирмите поврзани со дискотеката Пулс. Постои сериозен сомнеш дека покрај неа биле исплаќени паушали за полициска заштита на локалите кои биле оставени без контрола, меѓу кои Пулс, каде животот го загубија 62 деца. И уште потежок е сомнежот дали токму тие пари од поземјето завршувале во кампањите на ВМРО ДПМН. Прашуваме јавно уште еднаш, дали Слатировски консалтинг, собственоста на сопругата на началникот на СВР Штип, служела како фирма параван за прибирање на рекет од локалите, кои биле изоставени од контролата на полицијата, како што бил примерот исто со дискотеката Пулс. Дали ова компанија водела фиктивно сметководство за компаниите Classic Doyle, MMM Doyle, кои управувале со дискотеката Пулс на газдата Деко? Дали со трансфер од Деко на Слатировски консалтинг Дойл од Делчево се исплаќале договорениот паушал за полициска заштита на Пулс? Дали Слатировски консалтинг Дойл била вмешана и во скандалот Делчевски ниви, кој магично исчезна од судските процеси? Конечно, дали овие пари од Деко завршувале за финансирање на кампањите на ВМРО ДПМН? Дали Мицкоски ќе излезе да го признае она што всушност е јавна тајна? И за крај, уште еднаш, го предупредуваме Мицкоски да тргне партиски канџи од обвинителството и судството. Нема да ги заштитите своите и да скршите вистината, затоа што ја знаеме целата. Истрагата покажува директна врска меѓу трагедијата во Пулс и највисокото раководство на ВМРО ДПМН и ќе ги објавиме сите податоци од прв до последен. Секогаш кога СДС е на власт, државните позиции се на продажба, порача Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Секогаш кога СДС е на власт, државните позиции се на продажба. Првин Заев, потоа Ковачевски, а сега и Филипч го распродаваат националниот идентитет
како на пазар. СДС секогаш гледа на националните интереси како на средство преку кое доаѓаат на власт. СДС сменија име, знаме, устав. И секогаш пред да го направат предавството, се колнеа дека нема да го направат тоа. По патот на Заев и Ковачевски, сега оди и оваа СДС со Филипче, кој од сред Атина јако дошеше Македонија. Мотивите на Филипче се јасни. Тој не сака Македонија да оди во ЕУ, туку Филипче сака на патот кон ЕУ да ги распродава националните интереси за да краде. ВМРО ДПМН се бори Македонија да влезе во Европската Унија по критериуми кои важеле за сите и критериуми кои се демократска вредност. Филипче не се однесува како одговорен политичар, туку бара само начин како да дојде до опозиција повторно да може да мести тендери. Шемата која ја видовме со Зобек Мајнинг е само почеток за Филипче, доколку тој некогаш би имал власт. Во дневникот информации и од спортот. Ракометните младинци со пораз стартуваа на светското првенство. Фарските острови го имаат извонредниот Оли Митун, кој сам ни даде 15 голови за победа на неговата селекција од 33-28. Младинската ракометна селекција на Македонија со пораз го започна настапот на светското првенство во Полска. На отварањето на групата, избраниците на Раде Стојановиќ загубија од своите врсници од Фарските острови со резултат 28-33, полувреме 15-16. Да напоменеме дека селекцијата на Фарските острови на големиот турнир до 21 година настапува со вајлд карта. Надпреварот го обележа членот на данскиот ГО Гудме, неверојатниот Оли Митун, најдобриот стрелец на кадетското светско првенство во 2023 година во Хрватска. Токму тој беше нерешлива енигма за македонската одбрана, бидејќи самиот постигна 15 голови, од кои 10 во првото полувреме, кое фараните го добија со резултат 15-16. Во второто полувреме, нашиот противник беше подобар. Почна полека да се одлепува и да создава предност од повеќе голови разлика, на крајот победи со 5, бидејќи конечниот резултат беше 28-33 за Фарските острови. Најпрецизни за Македонија беа Каледжиевски и Узунчев со по 6 голови. Наш противник во второто коло ќе биде селекцијата на Романија, која шампионатот го отвори со изненадувачка победа над Исланд со резултат 29-25. Првите две од групата продолжуваат во следната фаза, па доколку сакаме да одиме понатаму, ќе ни биде неопходен триумф против романците. Пелистер ќе игра квалификации во кошаркарската лига на шампиони. 24 екипи ќе бидат поделени во 3 групи со по 8 екипи, а само победниците на групите ќе се најдат во групната фаза од лигата на шампиони. Кошаркарскиот клуб Пелистер резултатски немаше сезона каква што посакуваше, но битолскиот кошаркарски прволигаш се реши за храбар потек, пријавувајќи се за учество во кошаркарската лига на шампиони под капата на ФИБА. Македонскиот првак МЗТ Скопје традиционално не се решава да биде дел од европските надпреварувања, додека битолчани покажа иницијатива и поднесоа апликација до ФИБА, пошто добија зелено светло за да бидат дел од квалификациите за елитното надпреварување под капата на оваа организација. Патот нема да биде нималку лесен, бидејќи од 24 екипи кои ќе се најдат во квалификациите, само 3 ќе се најдат во групната фаза. ФИБА објасни дека ќе организира 3 квалификацијски турнири, односно учесниците ќе бидат поделени во 3 групи од по 8 екипи, од кои само победниците на групите ќе се пласираат во главната фаза во Лигата на шампиони.
Сепак дури во случај на елиминација од квалификациите за Лигата на шампиони, Пелистер речиси сигурно ќе има место во групната фаза од ФИБА Европскиот куп. Жребката за квалификацијските турнири за Лигата на шампиони ќе се одржи на 2 јули, а турнирите ќе се одиграат во периодот од 23 септември до 28 септември. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално во форма на невреме со услови за појава на град. Температура до 35 степени. Гостевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.